Обично во останатите земји на светот, пред, тоест божикните настани се празнуваат од некаде крајот на ноември, целиот декември и почетокот на јануари по црквите, така литургиски, се посветува на новата година и пораките се однесуваат на новата година. Кај нас пред новогодишните, после новогодишните денови се запатени со божикни настани, божикни пораки и овие така новогодишни пораки малку задоцнуваат, некаде се поместуваат кон средината на јануари. И како што видов и во објавите што ги ставиле другите цркви во Скопје, и таму ќе се говори нешто за годината што предстои и ние ќе го следиме исто така тој литургиски круг и да ги насочиме нашите мисли, нашите срца кон нова година што предстои. Минатиот пат не спомнав за тоа, сета еуфорија околу новата година во светот што се крева е врзана со еден чисто астрономски феномен или една астрономска законитост. Тоа е обиколувањето на нашата планета околу нашата звезда. Тоест, нашата планета свртува уште еден круг или почнува нов круг околу Сонцето. И ако така астрономски се гледа на поводот за прослава, малку е и абсурдно. Толку многу радост и толку многу веселби и толку еуфорија само заради еден чисто астрономски процес. Но оно што сакам овде да кажа како поводот за новата година е еден чисто астрономски закон, една закономерност на постојано, непроменливо кружење на земјата околу Сонцето. Тоа значи дека таа земја се движи по некаков закон. Си има некаков физички закон за сето тоа. И целата Вселена е подпрена на некаква законитост. Во се има закони, се е подчинето на закони. И човекот исто така е починет на закони, на најразлични закони. Има физички закони, има биолошки закони, има правни закони, обществени закони, медицински, најразлични закони. А пак во основата на сите тие закони има каузалитет, т.е. има причини, има последици. Секој закон во основата е предизвикан од некаква причина која води кон некаква последица. Народ или Библијата тоа го нарекува сеење и жнеење. Што ќе посее човек, тоа ќе си пожне. Што си надробил, тоа ќе си срка. Сега, кога говориме и за законите, за тој каузалитет, има некои закони кои можат да се кршат. Човек има власт и ако доволно способен, може да знае како да го прекрши. Например, има закон според кој ако не јадеш здрава храна, телото нема да ти биде здраво. Но луѓето и тука нашле дупки, така да сега има таблети, ако јаде повеќе мрсно, тие таблети му разредуваат крвта, дури ако има повеќе масти во телото или под кожата, па има веќе операции, како да ги отстранува и да биде шланк, да јаде колку сака, ама со дали бе што липосукција. Липосукција е така. Со липосукција му се отстрануваат тие подкожни масни ткива. Човекот има тенденција да ги крши законите. Дури физичките закони може да ги скрши. Од сегаш човекот сакал да лета. И денес не само што може да лета, тој поминува океани летајки. А најмногу каде што сака да крши закони е областа на економијата или финансиите, општествениот живот. Во општествениот живот си имаш закони и човек наоѓа начини како да ги прекрши.
Во економијата се има правила. За да се созда некоја вредност треба труд, треба работа, треба вложување, треба инвестиции. И ото човекот си свикнал колку што може повеќе сењето да го скокне и веднаш да помине на жнење. И затоа и толку се популарни игрите на среќа. Особено на нашите простори велат дека цветат кладилниците и останатите не институции, но објекти, казината и така натаму. Дури велат дека младите особено се присутни. Не сум влегувала во кладилница, не знам како е, дури не знам како функционира, што треба да правиш таму, но велат дека тинејџери, средношколци, полно е во тие кладилници. И која е целта? Целта е, ако може тој процес што е потребен, пример, прво образование, треба да се образуваш, да стекнеш некоја професија, потоа треба да работиш, да натрупаш стаж, па да растеш во кариерата и така, да се збогатуваш, да се скокне сето тоа. Тој процес од сењето до жнењето да се скрати и веднаш да се стигне до жнење. И тоа е тој стремеш, нели, да уживаме во благодат без да платиме цена, да ја раскинеме врската помеѓу трудот и наградата, помеѓу сењето и жнењето. Таа врска да се влезе некако во тој закон и да се промени законот. И ако можеме тоа да го правиме во економијата, во општеството, во правните закони, па дури во физичките закони, има една област во која не можеме никако да интервенираме. А и тука се обидуваме, но неуспешно. Има духовни закони. И тие духовни закони се најстабилни, непроменливи. Тие духовни закони се надвор од контролата на човекот. Никако не може. Не постои липосукција, не постои институција, болница во која човек може да отиде да каже себе грешното срце, сакам да ми го извадите и да ми ставите ново срце. Не постои препарат кој може да ја исчисти душата на човекот. Духовниот закон е најстабилен, најжелезен. Што ќе си посее човек во духовната област, тоа ќе си пожнее. Игнорирањето на тој закон носи, духовниот закон носи последици, носи сериозни последици. И мудриот човек го знае тоа и тој не се обидува да бара дупки во законот, во духовниот закон. Мудриот човек се обидува да го разбере, да ги разбере духовните закони и да ги извршува, да им се покорува. Тоа е мудроста кај духовниот човек. Она што му треба, нели, на човекот е да одговори на начинот тие духовни закони како што, нели, Бог ги поставил. Има еден текст кој говори за тоа, сакал да го и на овој текст ќе работиме, запишне во Галатјаните 6 глава 7 до 9. Не лажете се, вели апостол Павле, Бог не е за подигрување. Што ќе си посее човекот, тоа и ќе си жнее. Кој се е во телото свое, од телото ќе пожнее погибел. А кој се е во духот, од духот ќе пожнее живот вечен. Кога правиме добро, тоа нека не ни биде здодевно, зашто во свое време ќе пожнееме ако не се измориме. И тоа е текстот на кој што ќе работиме и овој текст не открива неколку основни така поенти. Прво вели апостол Павле, Бог не е за подигрување. Или ако сакаме да бидеме верни или точни на преводот, или Бог не е за изигрување. Во основата на зборот и добро, и во нашиот превод добро е представено тоа, основата на зборот е да си играш игра со некого или со нешто. Да изигруваш нешто, да измамиш по некаков начин. Апостол Павле
кога вели Бог не е за подигрување, всушност вели не лажете се, никој не може да го изигра Бог. Никој не може да го измами Бог. Знаејќи го копнежот или да копнеш, така, стремеш на човекот да изигрува, да ги изигрува нештата, правилата, прописите, човек се мисли дека може и со Бог да прави така. И велат денес дека умешен човек е оној кој ќе успее да го изигра системот. Има систем во се. Ако ти најдеш начин како да го изиграш системот, тогаш си успешен човек. Посебно ако успееш општествениот систем да го измамиш. И има луѓе кои знаат како да го прават тоа. Тоест, ако ти го изигруваш системот и не успеат да те фатат, или се додека не те фатат, или ако имаш луѓе кои ќе го прикријат твоето играње на системот, ти си успешен. Дозволено е се додека не те фатат. Тогаш веќе нели е проблемот. И ние го правиме тоа постојано. Ако можеме со обраќањето правила да ги изиграме, ако можеме деношниот систем да го изиграме, да ги изиграме правилата. Апостол Павле вели, колку и да успевате во другите работи и колку да се обидувате тоа да го правите со Бог, нема да можете. Бог никој не може да го изигра. Божиот систем не може да биде изигран. Порано или подоцна ќе се види резултатот од нашите обиди, од нашето кршење на тие духовни закони. Зашто, како што вели апостол Павле, она што се сее, ќе го даде со текот на времето резултатот. Неправилното или кршењето на духовните закони, одбегнувањето на живот во рамките на тој систем што Бог ни го поставил, човекот, со текот на времето предизвикува еродирање, одумирање на душата, неизино кородирање, гниење. Тоа ќе се види со текот на времето во душата на човекот, во интегритетот на човекот. Ќе се наруши неговиот интегритет. И тоа потоа не може да не се види во односите што тој ќе ги има со луѓето. Тоа не може да се види со текот, да не се забележи со текот на времето во неговите односи со Бог воопшто. Затоа вели апостол Павле пишува на христијани овде, не пишува на луѓе кои не веруваат. Внимавајте, вие сте христијани и внимавајте што сеете. Зашто на крајот резултатот од сето тоа ќе биде или една плодна градина, или една смрт, безживотна пустина. И дури и во христијанскиот живот. Така да, на крајот на криштата, сето тоа кое што го зборува апостол Павле има и ескатолошки димензии. На крајот сите ќе се соочиме со Бог. Сите ќе застанеме пред Христос. Тој ќе го впрли српот. И тогаш на апостол Јован вели да не се пострамиме, нели, кога ќе го видиме. Да не се срамиме од него, зашто и тој ќе се пострами на денот од нас, на денот на неговото доаѓање. Тие последици од причините се неизбежни. Задолжително доаѓаат. И затоа убаво е, нели, уште на почетокот на годината, да се замислиме што сееме. Нешто ќе сееме дури во текот на годината, туку сега, уште денес, што сееме. Како го потрошивме времето вчера, како денес го потрошивме да дојдеме овдека. Дали се трудиме да му угодиме на Бог, сејки послушност и служба, или пак сееме семе на грев кој ќе донесе срам пред Христовото доаѓање. Ние не сме свесни многу често, или можеби воопшто не сме свесни, колку нашите постапки, нашите зборови, нашите мисли, се што правиме има дејство. Си е семе, секоја наша мисла, секоја наша постапка,
Секој наш збор е семе, што го сееме. И тоа не семе кое исчезнува во воздухот, туку се сади некаде во нешто. И потоа се пушта корени и носи последици. Тие одекнува, се што правиме одекнува. И устанува запишно, вибрира во целата вечност. И затоа Господ Исус Христос предупредува. Се што правиме овдека има вечни последици. Или ќе трупа богатство на небото, или пак ќе носи некаков срам за нас. Се сеење. Што сееме во собствениот живот, постојано што сееме. Нашите, не само што ни сееме туку, но самите нас што посеваме. Нашите души се како ниви, како расадници. И во нас паѓа постојано семе. Ние сме постојано под влијание на семиња кои паѓаат од секаде. Телевизиите сеат семиња постојано во нас. Политичарите сеат постојано семиња. Глумците, пејачите, средината околу нас, нашите членови на семејството. Ние сме бомбардирани секојдневно од различни семиња. И тие семиња се од различен квалитет. Некои пуштаат трева, некои се отровни семиња, некои се благородни семиња. Има еден овоштарник, расадник на семиња, кој е најчист. И тоа е Библијата. Библијата се е семе во нас. И најдобро е за нас, најпрофилактички е да ја садиме нашата душа секојдневно, да си поставиме за цела оваа година, секој ден, да сееме во нашата душа, во нашето срце, семе од Библијата. Знаете ли зошто? Зашто тоа семе, прво, е плодно семе, најдоброто семе за душата, а второ, пак, преку молитвата, има најдобар стимулатор. Денес земјоделието бара добри семиња и потоа добра стимулација да расте тоа семе, како ѓубриво и така натаму. Светиот Дух и молитвата се најдобрите стимулатори за растежот или цветањето на човечката душа. И на крајот на круишата нема подобар агроном за нас од самиот Бог. Ако сакаме да имаме животворни души, ако сакаме да имаме души кои цветаат со убав плод, ќе посветуваме повеќе време на Библијата и на времето заедно со Бог. Зашто тоа семе ќе роди на силна вера. И од тоа ќе зависи дали во нашиот живот ќе има капки, омраза, гнев, или пак ќе има љубов, ќе има радост, ќе има мир, ќе има спокојство, ќе има долготрпение, ќе има кротост. И од тоа исто така многу ќе зависи што ние, како што кажам, ние сите сееме од другите луѓе. Што ќе посееме? Оваа година ние ќе посееме многу нешта. Прво во нашиот живот и во животот на другите. Од тоа што ќе посееме во срцата на другите, ќе зависи што прво ние сме посееле во нашиот живот. Ако сееме во нашиот живот, во нашето срце живот, вечен живот, слово, благодат, тоа ќе го сееме и во срцата на другите. Тоа ќе го сееме во семејството, со нашите најблиски, сопруга, деца, со нашите браки и сестри во црква, со соседите, таму каде што се наоѓаме. Нова година, нова сејба. Ние треба да сееме. Жетвата ќе дојде. Другото нешто што можеме да го видиме од овој текст, вели, што ќе си после човекот, тоа ќе си жнее. Прво, Бог не е за подигрување, т.е. никој не може да го изигра Бог.
Никој не може да избега од тој закон, зашто никој не може да влезе во тој закон и да го контролира тој закон. Човек не може да ги контролира духовните закони. Не може да ги пренасочи. Не може, кога ќе посее јагода, во градинарството сега има техники, сееш еден продукт, кокајлемиш и дава некој трет. Во духовните закони тоа не е можно. Тие се надвор од контролата на човекот. Ако посее грев, ќе пожнее смрт. Не може да го промени процесот. Не може да го смени во текот онаа што е посејано. Го жнееме она што го сееме и тоа не можеме да го промениме. Не можеме да избегнеме и жетвата. Не можеме на половина да го прекинеме тоа. И на крајот не можеме добар плод да добиеме ако претходно сме посееле лошо семе. Единствено што можеме, единствено во што имаме ние контрола, е видот на семето што ќе го сееме. Ние решаваме што ќе сееме. Ние правиме избор какво семе ќе сееме. Знаете ли што? Тој избор го правиме постојано. Секој миг ние правиме избор какво семе ќе сееме. Дури сега, ние сееме, решаваме што ќе сееме. Секој во моментот нешто сее во своето срце. Никој не знае за другиот што сее. Но дури кога го слушаме Словото, кога се молим, кога сме заедно, ние сееме некако семе. Дури во црквата можеме луѓе да сеат додека слушат проповед лоши семиња. Знаете, некој човек отишол кај проповедникот и рекол: јас се напуштам оваа црква. Зошто? Ова е никаква црква. Додека ти проповедаш, некој си гледа на мобилниот, друг таму нешто му абати, трет спие, јас си одам одот. И проповедникот му рекол: добро, во ред. Сакам само една работа прво да направиш и потоа реши дали ќе си одиш. Што да направам? Следниот пат, кој ќе проповедам, земи една чаша наполни со вода и направи еден-два круга околу столовите, но без да изсипеш една капка, донеси ми ја чашата и потоа ќе разговараме. И ова решил се зачутил што бара од него вако нешто, но во ред. И следниот пат почнала проповедта, тој наполнена од чаша и свртел еден-два круга, ја вратил кај на масата таму кај проповедникот и се седал. Сите гледале во него, се чуделе, но тој си го направил тоа. И завршила службата и отишел овој кај проповедникот и рекол: еве го направив тоа. И што сега? Ништо не се случи. И он му рекол: во ред, додека одеше наоколу, можеш ли да видиш што прават другите? И тој рекол: не. А зошто? Па внимавав да не се изсипе некоја капка вода од чашата. Знаеш дека сите гледа во тебе? Не. И ако додека е проповедта, ти само слушаш што Христос има да ти каже, ти нема да забележиш што другите прават околу тебе. Зашто ти не си ништо поинаков од другите. Ти цело време гледаш што прават другите. Постојано ние сееме нешто. Во секој миг, секој ден. Тој избор, како семе ќе сееме, го правиме постојано. Ние го правиме избор. Не луѓето околу нас. И затоа, уште сега, нели, да се насочиме да сееме добро семе во семејството, со децата. Кога решаваме како ќе го употребиме времето, средствата, ресурсите, правиме добри решенија. Сето тоа е сеење на семе, кој има резултати овдека, во целата вечност. Другото нешто што овој текст го кажува, дека ние немаме контрола на времето на жетвата. Бог ја има таа контрола. Затоа вели апостол Павле: кога правиме добро, тоа нека не ни биде здодевно, зашто во свое време, тоест во одреденото време, не во наше време,
во времето, и тука е каирос, зборот, кој во теологијата на апостол Павле дојува значење на точно одредено од Бог време. Време над кое никој нема власт освен Бог. Во времето што Бог ќе го реши, ќе дојде жетвата, ќе дојде резултатот. И затоа многу пати ние се изморуваме, т.е. ни станува здодевно, или се разочаруваме. Сееме, добро сееме, се трудиме, правиме добро и доаѓаат неволи, доаѓаат проблеми, доаѓаат некои лоши жетви. И апостол Павле вели, продолжете, не се уморувајте, да не ви стане здодевно. Ке дојде во времето жетвата. На крајот на краиштата е овде како апостол Павле го има и Христовото доаѓање. Тогаш сигурно ќе дојде добрата жетва. А и овде на земјата доаѓаат, но не во времето во кое ние очекуваме. Колку пати или колку во историјата мисионери работеле верно, посветено, но резултатите дошле после нивната смрт. Некои други жнееле од нивното сеење, од плодот од трудот што тие го вложиле. Во секој случај жетвата доаѓа. Затоа тој предупредува да не се измориме. Понекогаш таа бара години, понекогаш декади, но доаѓа, со сигурност доаѓа. На крајот на краиштата најдобрата жетва, најдобриот плод кој ќе го вкусиме е кога Христос ќе ни каже добро сторено, кога ќе застане пред Него и ќе не пофали, и тогаш ќе не постави на позиции во Неговото царство. Нешто друго што, кога говориме за жетвата, нешто друго исто така што е важно е, ние во нашата ограниченост и не можеме да процениме што е добра жетва. Нашите стандарди за добра жетва не се исти како Божите стандарди. Ние сееме, садиме јагоди, верно, духовни јагоди од Божјото дело, меѓутоа, кога доаѓа плодот и вкусуваме, е кисел како лимон. И велиме, Господи, ние баравме сладок плод, а Ти ни даваш некој кисел. И тоа така зашто Бог многу повеќе се интересира за нашиот карактер, отколку за нашата благосостојба. И често пати најдобрата жетва што Бог ни ја дава се испитанијата кои го градат нашиот карактер. Што нема друг начин за градене на христијанскиот карактер од испитанијата што Бог ни ги дава. Од поминување или искачување на духовни планини. Така да, многу пати, кога ние си мислиме дека нема жетва, всушност е најдобрата жетва во животот. Бог во Неговата мудрост решава да дава плод кој нам не изгледа добар, изгледа поинаку, но е добриот плод. И така, да внимаваме како живееме, да внимаваме какво семе сееме во животот, да работиме усрдно и нема да се разочараме кога ќе дојде времето за жетва. И сосема на крајот не можеме, кога говориме за овој закон, а да не спомнеме за благодата која е на почетокот со која започнаме уште пред молитвата. Да, законот за сеење и жнеење е стабилен, цврст, духовен закон. Има само еден закон кој го надминува законот за сеење и жнеење. А тоа е законот за Божјата љубов и благодат кој беше покажан на крстот. Амин. Законот за Божјата љубов и благодат елиминира законот за сеење и жнеење. Тоа е закон кој ветува прошка и вечен живот за секој што верува во Исус Христос. Во Христос казната за секој грев е тргната и нашата вина целосно испришана. Гревот што сме го правиле минатото, неговите вечни последици, оттугеноста од Бог, сето тоа се елиминира, се бриши во преку верата во Христос, во љубовта што Тој
ја покажа кон нас. Во нашата посветеност и решителност да живееме за Него. Бог во Христос, во покаяние пред Христос, во вера во Христос, Бог не наказнува за лошите семења што сме ги посејали. Но и ова има одредена димензија. Бог не ослободува од последиците од лошите семења во вечност, во Божјото царство. Моето искуство покажува, па и во Библијата тоа го гледаме. Во овој живот се установуваат последиците. Установуваат последиците од првородниот грев на Адам и Ева, но се установуваат последиците што ние, последиците од лошите семења што ние сме си ги посејале овдека на земјата, додека живееме на земјата. Јас лично носам последици и ги живеам последиците од лоши постапки што сум ги направил пред 30 на 40 години. Не можам да ја вратам земјата, не можам да ја натерам земјата да сврти обратно неколку круга, 30 на 40, околу сонцето и да го вратам времето. Но она што е поважно, и да ги поправам работите од тогаш, но она што е поважно е дека Божиот закон за љубов и благодат ме ослободува од вечните последици. И ми дава шанс, ми дава можност денес да посеам ново семе, да посеам добро семе. И тоа е Божјата љубов и Божјата благодат. Можам да жалам за посејаниот како во минатото, но можам и да се радам за добри семења во минатото. Но многу поважно од се, многу поважно од се, она што е пред нас, она што можеме ние да го правиме, она што доаѓа пред нас. Бог ни дава, и тоа е големината на Бог. Секој ден нова сејба. Секоја година нова сејба. Секој ден молив нов лист, празен лист, на кој што можеме да испишуваме нови, да садиме нови семења, да испишуваме и да жнееме нови жетви. Но и од нас зависи, од таа Божја благодат, што ќе посееме и дали оваа година ќе ја претвориме во цветна градина, со богата со Христова арома, или во некоја мрачна пустина. Во изобилство тој ни дава можности за добра сејба, да режливо ме благословува со богата жетва. Кога е првата можност? Уште сега. Првата можност е денес. Да посееме добро семе. Добро семе на благовестие, на добрата вест за некој човек. Да кажеме добар збор. Во некои цркви имаат пракса, така по-харизматични проповедници, ќе ве натера да го почнете овој што е донес. Нема да ве терам да го правите, но кажете добар збор. Може би имате болен пријател, може би имате сосед кој постари и треба помош. Може би во семејството има некој кого што одамна сте му изразили љубов. Направете го, сето тоа е добро семе кој ќе го посеете. А најмногу од се, сето тоа е служба. Најмногу од се да го сееме семето на спасение, семето на добрата вест, Исус Христос. Тоа ќе даде вечен плод во животот на луѓето. Да се молиме за луѓето, да работиме, луѓето да доаѓаат кај земјоделецот Бог, кој прави секој да расцета во Божјото присуство. Нека тоа да ни биде една мотивација за годината. Да пожнееме на крајот благословена година. Амин.